Модната фотографија, како еден вид уметничка форма на фотографирање, несомнено не е изоставена од постојаните технолошки промени во општеството. Можеш ли да ми направиш одредена споредба колку модната фотографија се менува денес? Можем да кажем дека модната фотографија со текот на годините има свое еволвирање и свој напредок, како што се менуваат трендовите и моменталните актуелности во типот на модната индустрија, така и модата се развива. Тоа е непресушен дел и главен момент за презентирање на модата во секој објект, така да фотографија како медиум е присутна каде што присутна модата. Ја осознаваат ли младите полека важноста на модната фотографија денес? Тоа е многу индивидуално прашање и многу зависи од која таргет група се зема, односно од која публика. Луѓе што ја ценат уметноста генерално ја почитуваат и модната фотографија како таква, како уметност. Така да многу е дискутабилно. Можеш ли нешто повеќе за себе да ми кажеш? Колку е лесно или тешко да се успее во светот на модата во нашата држава? Со какви предизвици се соочуваш? Јас веќе сум 10 години во целата модна индустрија, односно како дипломиран моден фотограф. Имам направени туторијали низ над 20 држави низ Европа, во Африка и во Америка. И секако модна индустрија е многу динамична и многу интересно поле да се работи. Имам огромна слобода и слобода за изразување која мене ми представува огромна привилегија, но сепак мислам после одредено време дека самата индустрија е интересна, а сама на луѓе кои не се во модната индустрија. Бидејќи тука се во прашање многу контакти, макотопни часови за истражување, за инспирација, колаборации со работки. Тука сме малку помал пазар од останативе, така да малку потешко да се одржи самиот статус како уметник, но сепак мислам дека ако се посвети доволно труд и амбиции, може да се успее во се. Можеш ли да ми издвоиш некои твои проекти на кои си исклучително горд? Тоа е многу тешко прашање, секогаш кога ќе ми го постават не знам конкретен одговор. Најмногу за срце ми лежи мојот туторијал што го направено во Њујорк, но тоа мислам дека е од повеќе од сентиментални вредности, односно од самиот љубовта кон самиот град. Може да изделам неколку туторијали кои ги направено за неколку светски магазини, некои во Париз, во Рим, исто така во Германија, така да и една од Португалија, една од милните фотосесии која беше со Onway Models агенцијата. Некој твој совет до младите кои имаат желба или пасија да се занимаваат со модната уметност? Правило број 1 да се ослонуваат само на себе, односно на своите амбиции, да бидат упорни во тоа што го работат, да имаат свој личен печат, односно свој signature, нешто по што се разликуваат од другите, да не следат слепо трендови и да се поставуваат многу доминантно врз сите соработници во смисла да покрај работи за клиентите ги остварат и своите визии и своите перспективи во било кој проект што ќе го работат. И како за крај уште едно прашање, може ли да ни откриеш барем дел од твоите планови за воиднина или некои проекти на кои планираш да работиш? Сега во скоро иднина, сега можам да споделам со вас нормално, имаме кампања за едно многу добро и многу познато италијанско фризерско студио. Станува збор за увезување на нови екстензии во Македонија. Тоа ќе биде со одреден дел на инфлуенсери најпознати наши водилки и модели од Македонија. Тоа е сега следно во Наполи и во Капри. После тоа имаме една кампања за формули, за опрема за брзи возила и слична галантерија. Тоа исто ќе биде со дел од наша екипа од Македонија и сега мислам дека е тоа. Ти благодарам многу. Ви благодарам и на вас.